прислушкува. Само без паника. Никој не прислушкува. Сите се на халкидики. Почитувани граѓани на Република Македонија, почнува изборната трка за новата влада и новиот состав на Собранието на Република Македонија. Започнува изборната трка во која досега влогот ќе биде најголем. Опстанокот на нашата држава Македонија. Сите сте свесни, сите сме свесни. Цела Европа е свесна што се случуваше овде во изминативе 2 години. Тоа е само завршниот чин од она што се случувало фактички изминативе 10 години. Сите знаете, тоа нема да го повторувам. Сите живеевме во страв тие 10 години. Епа, драги мои гости, драги граѓани, на стравот му дојде крајот. Престанавме да се плашиме, затоа се собравме во огромен број овде и свесни сме дека наскоро се ближи крајот на овој злосторнички режим, на оваа власт која го застрами секој нормален и правдолюбив граѓанин на Република Македонија. Сите знаат дека се готови, освен еден, Никола Груевски. Ама и тој наскоро ќе свати дека е крајот тука. Оваа коалиција, коалицијата за промени и правда, е токму таков фронт за мобилизација на сите граѓани кои се свесни дека крајот на овој режим е тука и дека повеќе не чувствуваат никаков страв да го соопштат тоа јасно и гласно на изборите на 11 декември. Ова е првиот чекор. На првата линија на фронтот можеме само да излеземе како победници и никако поинаку, затоа што знаеме кои сме, знаеме што сме и знаеме дека се бориме за правдата, вистината и иднината на оваа земја и на овој народ. Ве молам, станете сите во чест на нашата химна. Го знаете и ова. За коалицијата за промени и правда е извлечен бројот 5. Значи за иднина и за просперитет ќе го заокружите бројот 5.
може би по бројот на пратеници и нема да бидеме најбројни. Ама оно што е поважно е дека одлуките во новиот состав на парламентот, во идната влада, ќе зависат токму од гласовите на оваа коалиција. Ќе зависат затоа што како леп ни се потребни правда и промени, демократија, економски просперитет. Треба да се владее во името на сите граѓани за доброто на државата, а не за интересот и за банкарските сметки на неколку луѓе споени во една фамилија. Коалицијата за промени и правда од денес стартува со кампања носена од ентузијазмот за промени. Наместо пари нудиме идеи, наместо партиски вработувања нудиме конкуренција на вредностите. Само така ќе се избориме за она што ни е цел, иднина за сите нас и што е уште поважно за нашите поколенија. Овој сојуз на граѓани што сакаат да си ослободат заробената држава и нејзините институции е граѓанско движење на сите слободоумни и одважни луѓе. Коалицијата за промени и правда веќе не е само препознатлив, туку и респектиран политички субјект, пред се поради јасните политички ставови, како и храбрите предлози за решавање на сложените и отворените прашања во државава. Овој тим, кој што пред малку го поздравивте со аплауз, е резултат на избор и конкуренција, резултат на визија, резултат на огромно животно и професионално искуство, резултат на способни, храбри, образовани, полетни, енергични професионалци. Да продолжиме со носителите на листите. Носител на листата за кандидати за пратеници во првата изборна единица, господинот Павле Трајанов. Носител на листата за кандидати за пратеници во втората изборна единица, господинот Јове Кекеновски. Носител на листата за кандидати за пратеници во третата изборна единица, Весна Стојменовска. Носител на листата за кандидати за пратеници во четвртата изборна единица, господинот на сите драг Слободан Богоевски. Носител на листата за кандидати за пратеници во петата изборна единица, Александар Делов. И носител на листата за кандидати за пратеници во шестата изборна единица, господинот Бранко Мајсторовски. Епа, драги граѓани, тоа се луѓето. Време е за промени, време е за правда. Не плашете се.
Режимот е во слободен пат. Тој секако ќе падне. Ќе се распрска како лубеница. Секој ден од сега па до изборите на 11 декември сме се поблиску до сигурна промена и победа. И конечно ќе им кажеме во очи на оние кои што обезличија и посрамија Македонија во изминативе 10 години дека повеќе не заслужуваат да бидат дел од македонската политика и да го креираат и да ја креираат нејзината иднина. На 11 декември ќе ги вратиме демократијата и слободата и ќе го сториме најдоброто и најкористното во тој правец доколку гласаме за коалицијата за промени и правда. Ама по 11 декември ќе се случуваат многу нешта. Ние што ќе ја поведеме оваа држава по нов пат, по патот на праведливиот човек, ќе бидеме свесни дека тоа е во исто време и огромна одговорност, затоа што штетата која што досега е направена е огромна и навистина ќе имаме голем товар на плечите. Меѓутоа, сигурен сум дека секој од нас ќе даде се од себе тој товар да го изнесеме до врвот на планината. А сега ја повикувам Верица Филиповска да излезе овде на сцената. Барем така ми пишува овде. Повели Верица. Почитувани граѓани, не се плашете, режимот ќе падне. Заедно со народот ќе го победиме на 11 декември. Ве повикуваме сите, сплотени во заедничка борба против ненародната власт на Никола Груевски и неговото злосторничко здружение, кои повеќе од 10 години го тероризираат и ограбуваат народот. Да му кажеме на овој режим, доста е. На тој ден ќе им пресудиме на тиранијата, теророт и криминалот на фамилијата на власт, на неправдите кон луѓето и одземената слобода, на корумпираното судство, полиција, здравство, администрација. Не на стравот, очајот и безнадежноста во која живее нашиот народ. Не за солзите на родителите кои беа принудени да ги пуштат во туѓина над 600.000 работоспособни млади, тамо да ја побараат среќата, затоа што режимот во Македонија им ја одзеде. Не за задолжувањето на Македонија, чиј вкупен внатрешен и надворешен долг е над 9 милиарди евра. Нашите деца и внуци не сакаме да живеат во должничко робство. Не за белосветските профитери од слободните економски зони, од кои Македонија нема ниту 1 евро полза, а ние им плаќаме заплатите и придонесите на вработените кои работат како робовите во колониите од 19 век.
Сакаме промени после 11 декември, сакаме правда и слобода за сите. Сакаме мир и соживот на граѓаните, без разлика на националната, верска и социјална припадност. Доста ни е од конфликти на овие основи, само заради тоа некој да се дограби или да се одржува на власт. Сакаме уставен поредок и закони кои ќе важат за сите граѓани подеднакво, кои ќе ги гарантираат правата и слободите на сите подеднакво и ќе го оневозможат насилието на партиите на власт како во изминатите 25 години. Сакаме што поскоро Македонија да е членка на Европската Унија и НАТО. Ние сме длабоко во темелите на европските цивилизацијски вредности. Затоа, прво нив ќе ги доведеме дома, а потоа ќе бараме и формално членство. Во име на слободата и правдата, мора да му биде судено на Никола Груевски и неговото злосторничко здружение. Ќе го натераме него и секој како него да ги вратат во Македонија украдените милиарди евра и тие ќе му бидат вратени на народот затоа што се негови. На судиите и обвинителите кои ги кршеле човековите права и слободи и по налог на власта ги зацрнија судбините на илјадници граѓани и фамилии, мора да им биде судено. Затоа ќе има дополнително и генерален реизбор во судството и обвинителството. Со почит кон минатото, загрижени за сегашноста и одговорни кон иднината, ние ќе победиме на 11 декември во име на промените и правдата. Благодарам. Владењето на правото не е само гола парола. Тоа ќе ни гарантира стабилност, слобода и правда, како и економски и културен напредок. Весна Стојменовска. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, почитувани граѓани. Нашата цел после 11 декември е квалитетен живот за секој граѓани на Македонија, правна и економски успешна држава, еднаквост пред законот и еднакви можности за сите. Сведоци сме дека степенот на политизација на институциите ја има надминато секоја рамка на демократските системи. Коалицијата за промени и правда нуди системски промени, департизација и демократизација на институциите и одговорно владење. Ќе инсистираме на намалување на бројот на пратеници од 123 на 90, на намалување на владиниот кабинет за 50%, намалување на бројните агенции и регулаторни тела и секако на намалување на непродуктивните трошоци кои го оптеретуваат буџетот, почнувајќи од укинување на репрезентацијата за функционерите. Почитувани, политиката е професија, а не привилегија. И затоа политичарите мора како и сите граѓани на Република Македонија да заработуваат честно, да действуваат исклучиво за интересите на државата и да работат согласно уставот и законите. Тоа е нивната обврска. Бидејќи ако законите не важат за најповиканите и за оние кои ги креираат, зошто да важат за граѓаните?
И тука веќе влегуваме во една опасна ситуација која дава анархично владење, буквално безредие. Тоа не смееме да го дозволиме. Го бараме вашиот глас за да се случат промени во Македонија и да го донесеме тука она по кое младите ни трагаат надвор. Го бараме вашиот глас за политичарите да живеат од своите плати, како и сите граѓани. Го бараме вашиот глас за сите да имаат еднакви услови за вработување, но тој услов да не биде партиска книшка, туку способноста и стручноста на кандидатот. Го бараме вашиот глас за никој да не живее под постојан притисок и страф, бидејќи народот не смее да заборави дека оние кои ги избира треба да му служат нему, а не на самите себе. Не се плашете, режимот ќе падне. За промени и правда, слободно и без страх, заокружете број 5. Благодарам. Основата на програмските приоритети им е позната на нашите граѓани. Над 200 активисти, експерти, невладини организации беа дел од креативниот тим на Демократскиот сојуз. Меѓутоа, тие се надополнети со визиите, иновациите и со амбициите и целите на Фродем, Демос и Моро работничка партија. Значи, кој ќе ја заокружи петката, гласа за таква влада и една просперитетна и напредна Македонија. Секој ден од Виница, Кочани, Битола, Охрид, Скопје, по едно семејство си оди на печалба во туѓина. Младите мора да ги задржиме во државава, затоа што тие се тие кои што ќе ја поврзат со светот и тие се нашиот патоказ и светоглед во иднината. Александар Илиевски. Благодарам. Се слушаме сега, така? Почитувани, добра вечер. Добро е да видам дека сме овака голем број, односно толку многу луѓе кои што се истомисленици, луѓе кои што сакаат да го подобрат животниот стандард во Република Македонија. Сите знаеме дека младиот човек е столб на секој општество, секоја држава, иднина на секое семејство и надеж за подобро утре. Од осамостојањето па до сега, можностите за младите да најдат работа, да обезбедат дом, да создадат семејство се намалуваат. Па може да кажеме да скоро и да ги нема. Сега е времето да превземеме нешто и да ја промениме оваа ситуација. Коалицијата за промени и правда ќе го спречи овој погубен тренд за Македонија и ќе им обезбеди на младите европски услови за живот тука во Македонија. Време е да инвестираме во младите. Време е младите да создаваат и творат во Македонија. Коалицијата за промени и правда ќе овозможи сите дипломирани студенти една година да посетуваат практична работа на сметка на буџетот. Ќе се создаде посебен фонд за поддршка на младите. Ќе има константна едукација на млади менаџери. Од Македонија ќе направиме земја на информатичари. Нели би било убаво кога ќе шетате по улица да видите некој односно зголемен број на баби и дедовци кои што шетаат со своите мали внучи, си играат, се шетаат во парк. Општо е познато дека демографската состојба во нашата држава е лоша. Односно, ние сме повеќе стари отколку млади.
Клучна улога за намалениот наталитет имаат нискиот животен стандард, несигурноста на работното место и зголемените трошоци за живот. Стамбеното прашање, паричните примања и вработеноста се значаен предуслов во носењето одлука за основање на семејство. Само пристојни услови за живот можат да ги поттикнат младите да засноваат семејства и да ги продолжат македонската култура и традиција. Само стабилна, транспарентна и непристрасна власт може да обезбеди услови за сите граѓани подеднакво да имаат можност да создадат финансиски обезбедени семејства. Што е потребно за тоа? За тоа е потребно да им се даде приоритет за вработување на млади брачни парови, да се обезбедат не само субвенции, туку и поволни стамбени кредити за млади брачни парови. Најважно, да се модернизираат селата и селото да стане достојно место за живење, работа и остварување на останатите потреби на граѓаните кои се определиле да живеат и создаваат на село. Значи, младите во Македонија знаат, младите се уште можат во Македонија. Да покажеме дека можеме да излеземе од амбисот и од Македонија да направиме повторно достојно место за живење. Ви благодарам. Тешко на онаа држава чиј социјален мир зависи од 500 денари покачување за пензионерите. Не постои перспектива во земја или за земја во која секој трет пензионер издржува по едно младо семејство. За економијата и за просперитетот, за економските програмски цели, Емил Анастасов, лидерот на Демос. Добро вечер, дами и господа, драги гости, почитувани носители на изборните листи. Ќе ви кажам дека во нашава држава има многу зли јазици кои што упорно тврдат дека од народниот буџет годишно, нетранспарентно и коруптивно на главно непродуктивни инвестиции и на разни сомнителни набавки се трошат најмалку 500 милиони евра. Истите тие лошоти тврдат дека уште најмалку 100 милиони евра може да се заштедат од 200 милиони евра, така наречени други трошоци предвидени во буџетот. Но сите овие зли елементи не можат да негираат дека актуелната, од Бога дадена и султанско апсолутна власт, годишно од народниот буџет, сепак успева, како така, да потроши околу 300 милиони евра за развој. Тоа е многу малку и е сосема недоволно за да има некаков општ напредок на Македонија. Ако сега малку се позанимаваме со математика, ќе видиме дека излегува годишно од народниот буџет да може да се одвојат 800 до 900 милиони евра за развој на државата Македонија. Замислете, тоа за 4 години се најмалку 3,5 милиарди евра, а за 10 години тоа може да бидат некои си 9 милиарди евра инвестирани во развој. Но, за жал, тоа не се случи. Поголемиот дел од овие наши пари отидоа во ветер или на некое друго непознато место. Коалицијата за промени и правда токму тоа мисли да го направи, па овие 800 до 900 милиони евра годишно од народниот буџет транспарентно и некоруптивно да ги инвестира во сеопфатен развој на државата. Инвестициите ќе се сконцентрираат на инфраструктурата, па ќе изградиме брзи патишта до сите туристички центри и до сите гранични премени со соседите, а тие гранични премени мора да ги модернизираме за да се зголеми сега катастрофално лошиот проток на стока и патници. Ќе инвестираме во енергетика со изграда на неколку големи хидроцентрали, како и неколку соларни и ветропаркови.
Планираме сериозно да инвестираме во туризмот, па сите комши околу нас овде доаѓаат да одмараат, а не само ние кај нив да одиме и да оставаме по неколку стотици милиони евра годишно. И на крај, но не и најмалку важно, големи инвестиции ќе реализираме во модернизација на земјоделското производство, со тоа што тоа ќе стане главна извозна гранка на Македонија. Ваквиот силен развој на државата неминовно ќе донесе многу нови работни места, повисоки плати и многу поголем приход од посетите на бројни гости и туристи што ќе дојдат од близу и од далеку, а земјоделието многукратно ќе го зголеми приходот. Сето ова заедно ќе значи располагање со многу повеќе пари за подобро здравство, подобро образование, наука, култура и спорт. Бидејќи, да не се лажеме, за реален развој и унапредување на овие толку многу важни дејности потребни се многу пари. Планираме и да направиме сериозен напор за посправедлива распределба на националното богатство и со тоа реално и веднаш сериозно да ја зголемиме минималната гарантирана плата, истата таква пензија и социјалната помош. Сега, сите знаете, вредностите на овие приходи на граѓаните се на понижувачко ниско ниво и тоа е неодржливо. Се на се, Коалицијата за промени и правда е вистински избор за сите оние што знаат и чувствуваат дека во Македонија се неопходни вистински промени за да државата конечно трне на патот на напредокот и со тоа да се овозможи вистински подобар живот за сите нејзини граѓани. Не се плашете, режимот ќе падне, а ние знаеме како понатаму. Благодарам. Докторе, си чекај, не сум те поканил, чекај, сакав да те прашам нешто. Си чул дека некогаш многу одамна живеел еден доктор што го викале доктор смрт? Си чул, така? Па сега ние имаме еден министер што го викаат министер смрт. Заради него здравството, нашето македонското здравство е во перманентна клиничка смрт. Како тоа да се анимира? Како пациентите да имаат доверба во стручноста и хуманоста на нашите лекари? Зошто во нашето здравство немаат ефект така наречените големи капитални вложувања? Ова, капитални вложувања. За се ова и за уште некои мали тајни за она како треба да изгледа нашето здравство, почитуваниот доктор специјалист Тодор Ношпал. После Сашо овака ќе каже тешко е да се зборува. Меѓутоа, Коалицијата за промени и правда има решение. Сите вие знаете, прво, сите сме пациенти. И јас сум пациент. И јас барам помош некогаш кога ми треба. Од мој колега. Значи, знаете во која состојба е нашето здравство. Ова веќе со години се зборува во нашава држава. Коалицијата за промени и правда има решение за ваквите работи кои што сега не се случуваат. Разделеноста на докторот од пациентот е несоодветна, за мене бар како доктор. Значи, пациентот да доаѓа, да мисли дека докторот му е непријател, не оди таа работа. Тоа го направија овие кои што се 10 години на власт. Тоа го направи еден министер кој што е непојмиво да постои како министер. Го уништи образованието, го уништи здравството.
Нашата основна определба зошто ние сме овдека собрани по однос на здравството е дека мораме да ја вратиме довербата на пациентот кон докторот. Значи, мора мене пациентот да ми верува, иначе ништо не сум направил. Тоа е она што сакам да ви го кажам како човек, како доктор. Втората работа која што сакам да ви ја кажам и која што ние имаме како определба, како коалиција, е дека ќе направиме реформи во Фондот за здравство, од кај што мора да тргнеме, и Министерството за здравство. Не може тој што бара услуга, истото да ја плаќа. Тоа се работи кои што не одат и непоимниви се едно со друго. Значи, мораме да го вратиме назад во вистинска смисла на зборот, она што луѓето го вложуваат, како сите ние, нели, одделуваме од нашата плата во Фондот за здравство, и мораме тоа да го вложиме внатре во Фондот за здравство. Меѓутоа, здравството како здравство треба да го развиваме посебно на основи кои што порано беа одредени од Собранието на Република Македонија. Тие работи многу лесно се решаваат, многу едноставно да ги направиме, да ги уточниме како што треба. Понатаму мора една основна работа која што е да го приближиме приватното здравство до јавното здравство. Значи, сега ретко кој од нас може да си дозволи да се лекува во приватното здравство. Зошто да е тоа така? Значи, мора да направиме квоти, мора да направиме референтни цени, мора приватните болници да бидат пристапни до секој еден основен осигуреник од јавното здравство. И тоа ќе го направиме како коалиција за промена и правда. И последната работа што сакам да ви ја кажам, значи мора да го вратиме дигнитетот на медицинскиот факултет во Скопје. Значи не може дисперзирани студии. Тоа да, треба да постои во секој случај, меѓутоа мораме да го вратиме да ја вратиме основата на здравственото осигурување и здравственото учење таму кај што му е местото. Благодарам. За себе само ргај си, за себе маки тргај си. Нижи си Гердан денови, нижи си алки ковени, нижи си синџир железен, околу вратот навезен. Епа нема повеќе. Во центарот на ова движење, во центарот на ова граѓанско движење, неизбежни се социјалната правда и интересите на македонските работници. Најава, ова е најава за Горан Зафировски, председател на МОРО Работничка партија. Добро вечер, почитувани. Вечерва на почетокот на оваа изборна кампања ќе ви зборувам за нашите главни приоритети. За нашата главна целна група, а тоа е работникот, односно граѓанинот кој живее од својот труд. Од создавањето на нашата држава до денеска, работниот човек, работникот
За 11 пати го има намалено својот стандард, својот животен стандард. Затоа причината е системот во кој ние живееме, а тој систем ние ќе го смениме со цел да има повеќе правда за работникот кој со својот труд го создава македонското богатство. Ние денеска силно го поддржуваме работникот кој се бори за своите права. Како жртви на овој режим останаа без работа многу работници. Имаме сега примери со Газела, со Југохром. Ние ќе донесеме нов закон за синдикално организирање за да може работникот да се избори полесно за своите права. Исто така ќе донесеме закон за најмала загарантирана сатнина, платата ќе биде исплаќана на крајот на секоја работна недела, а собствениците на капиталот не ќе можат да должат 10, 15 и повеќе плати. За собствениците на капиталот предвидуваме низа мерки и закони со кои ќе им ги тргнеме од глава многуте скриени давачки, ќе им ги тргнеме од глава заканите од високи казни, ќе им оставиме како обврска да даваат плата на работникот и да го плаќаат данокот на државата. Дали знаете дека македонскиот човек може богато да живее само од рудното богатство? Кога пред многу години Рим ја победил и ја окупирал Македонија, прво што направил, ги затворил рудниците за да може полесно да владее. Денеска се случува истото. Дали знаете дека Македонија може богато да живее само од земјоделското производство? Ние денеска немаме агроберза, ние денеска немаме гарантиран откуп на земјоделските производи. Ние денеска немаме сериозни капацитети кои имаат примарна преработка на земјоделските и сточарските производи. Оваа година на нашите ниви останаа несоберени половина од количините на винското грозје. На нашите ниви нема повеќе памук, на нашите ниви нема повеќе коноп, нема повеќе шекерна репка, афион, а се помалку го има и тутунот. На нашите ниви нема нови профитабилни култури кои виреат на нашето поднебје. Ќе ги спомнам само хмелјот, шафранот и други. Но освен промена на системот, потребна и правда. Потребно е воведување на ревизии за многуте неправди што ги има направено овој режим. Ќе ви спомнам како пример еден успешен бизнисмен кој се осмели да ја критикува власта и заврши во затвор. Тоа е Велије Рамковски и тој е само еден од безбројите такви примери. Потребна е ревизија на многуте неправди, како што се пирамидалните штедилници ТАТ, Џамаданче. Гледаме дека денеска зградите на ФИКОМ зјаат празни. Потребно е ревизија да се види кој ги градеше, зошто ги градеше, кој ги продаваше. Потребно е да се изврши ревизија и на приватизацијата која ги опустоши предпријатијата. Тука ќе ги спомнам Газела, Кожара, Стаклара. Во тие капацитети денеска може само да се снимаат хорор филмови. Пред нас е голем предизвик и многу работа, но ние сме екипа која знае како да го смени системот и да донесе подобар стандард за човекот кој живее од својот труд. Промената, правдата и прогресот е нашето име. Тоа е целта на македонскиот граѓанин. Затоа бидете сигурни, режимот ќе падне. Не е само Македонија. Не стои само Македонија на глава. Изгледа дека
живееме во време кога целиот свет стои на глава. Глобализацијата која е еуфемизам за патот на капиталот, од една страна додека ги анулира разликите помеѓу народите и луѓето, од друга страна пак ги засилува локалните тенденции. Глобализацијата го засилува локализмот. Тоа е веројатно некој природен процес. Токму околу таа тема Драгана Кипријановска. Добро, веројатно. Почитувани присутни, представници на медиумите, поборници за демократијата, за правдата, слободата, промените. Пред неполни 2 недели го добивме 8-миот поред извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Добивме уште еден извештај за бариерите и за ќорсокаците, уште еден документ од 80 на испишани страници, чие што главно набележје е поострениот наратив и нагласениот критички тон во однос на посветеноста на Европската агенда. Добивме уште една препорака, која овој пат виси на стаклени нозе и е директно условено спроведувањето фер, демократски и кредибилни избори, имплементација на Пржинскиот договор и на итните реформски приоритети, не окажување поддршка и овозможување на причано работење на специјалното јавно обвинителство. Се соочивме со регрес, наместо со прогрес, а имиджот на државата на надворешно политички план ни го разнишаа како никогаш досега. Се насе, досегашниот биланс е дека Република Македонија и така потврдила од аспект на исполнување на критериумите што треба да важат за една функционална демократија која се стреми да стане дел од европското семејство. Удирањето во гради во име на евроатлантската интеграција не само што не вроди со видливи резултати, туку не остави заглавени во процесот, прашувајќи се каде сме денес и како до Европската Унија, и има ли макар гр светлина на крајот од овој тунел. Изминатава година ни се покажа како исклучително тешка околу спроведувањето на европските вредности, заглавени во политичкиот амбис, и не е најважно дали главните генератори на кризата си ја научија лекцијата, колку што е важно што научивме самите ние. Успеавме ли да сватиме дека на Македонија денес повеќе од било кога и се потребни одговорни политичари, одговорни државници, наместо само издигнати политичари. За коалицијата за промени и правда, влезот во Европската Унија и во НАТО останува високо позиционирана политичката агенда. Подготвени сме одговорно и смело да влеземе во разрешување на отворените прашања со соседите и да развиваме блиски и пријателски односи со сите. Ние досега мощно зрело и издржано настапувавме во придвижувањето на овие процеси. Стратегијата за фазно разрешување на спорот со името со нашиот јужен сосед, иницирањето на пристапниот диалог на високо ниво помеѓу Република Македонија и Европската Унија, будното и целосно адресирање на безбедносните ризици се само дел од чекорите преземени на овој терен. Овие заложби и натаму продолжуваат, а со загружувањето на победничкиот број 5, тие ќе одводат Македонија и македонските граѓани онаму каде што историски, културолошки и цивилизацијски припаѓаат. Во однос на разликите околу името, ќе организираме консултативен референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали се за компромис со цел Република Македонија да стане полноправен член на Европската Унија и на НАТО. Пребарувањето низ минатото не ни е небитно. Неговата релевантност извира од секој ден изгубена или разнишена добробит на македонскиот граѓанин. Но најбитно е каде тие натаму ќе одат и од чии премиси при тоа ќе се водат. Дали ќе се спротивстават на актуелната политичка неподобност, мотивирани од интересот за сопствената благосостојба или премолчувајќи, ќе останат во канџите на веќе загубеното и прокоцканото.
Што е со критичкиот скалпел? Повторувам, што е со критичкиот скалпел? Што е со вербата за европската иднина на Македонија? Одговорот е јасен. Поглавје ад новум. Поглавје предводено од победничкиот број 5. Коалиција за промени и правда. Верувам повеќето од вас ја читале приказната за малиот харлемски херој. Се случило, да кажеме, во Холандија. Дете се шетало низ шумата покрај некоја голема брана и забележало дека на едно место има мало дупче во браната и кај што протекува тенок млаз вода. Било свесно дека нема да стигне ниту до периферијата на своето село, кога цела брана ќе попушти и водата ќе го поплави неговото село и неговите најблиски. Малиот решил со прстот да го затне дупчето. Иако било многу студено, останал така до сабајле додека не дошле првите луѓе и не го виделе и веднаш повикале помош и ја санирале штетата на браната. Пред вистината во Македонија кренаа брана поголема од она Асуанската во Египет. Долги години еден човек го држеше прстот на она мало дупче, кое што сите знаевме дека постои, меѓутоа никој не гледаше точно каде е. Тој човек го држеше својот прст на дупчето, зашто веруваше во некои повисоки професионални и етички стандарди, затоа што тоа го барала неговата професија. Меѓутоа, во еден миг, кога веројатно дозна дека ѓаволот одамна ја однел шегата, реши да го тргне прстот од дупчето во браната, за конечно вистината да не поплави сите нас. Кога разузнувач станува политичар, бидете сигурни дека зборот многу му тежи. Уште ако се земе дека бил голем професионалец, тогаш, и тоа со борбен дух, тогаш се е јасно. Господинот Слободан Богоевски. Добро вечер на сите. Нас не е вечер, ама на некој изгледа му е мрак. Јас сакам да ви напоменам само за 5 причини зошто оваа коалиција ќе победи. Првата е затоа што во Македонија после првите непосредни парламентарни избори во 1990 година до ден денешен ние не сме имале вистински непосредни избори за составување на нашиот парламент. Секој пат народот гласал од гнев, од мака. Никој пат досега не избирал. Се вртеа во круг, те едната, те другата партија во коалиции со едни или со други. Денеска, за прв пат, на 11 декември, нашиот народ ќе има прилика да избира помеѓу коалицијата за промени и правда и останатите партии или коалиции. Зошто? Затоа што ние не сакаме само да ја замениме оваа власт. Немам збор кој може да ги опише злоделата на оваа власт. Ние сакаме коренити, темелни промени на нашето општество. Да никој пат повеќе во Македонија една партија не дојде во апсолутна позиција да има целокупната власт. Затоа сме различни од другите. Тоа е првата причина. Втората причина е, ако ги забележите листите на пратеници, кандидати за пратеници на другите политички партии и коалиции и нашата, која е разликата? Листите на владеачката ДПМН, наречена ДПМН злосторничка, составена е од поданици кои својата чест
и углед си е заложиле и уште згора на тоа гарантирале како менични должници, подпишувајќи меници за лојалност на шефот на Засторничкото здружение Никола Груевски. Нашата листа е листа на слободни луѓе, здружени и избрани од една широка коалиција од сите социјални слоеви. Нашата листа не сака и не трпи поданици. Затоа нашата листа е народна листа и кандидатите се за народни пратеници, а не поданици. Следната разлика меѓу нас, тоа е третата причина зашто ќе победиме. Гледате дека владеачката ДПМН бара поддршка за избор на 63 пратеници. 63 пратеници во Македонското собрание повторно значи апсолутна власт. Тие цело време тежнеат и ние се вртиме во тој круг на несреќите веднаш после првите избори од 90-та година. Секоја една партија која се дограби на власт има апсолутната власт, не само извршна, туку и законодавна, представничка, судска и останата. Тие сакат да владеат слично на Ким Ил Јонг, Ким Ил Сунг, Сталин и останатите. Иако се нарекуваат со убави имења Демократска партија за македонско национално единство и така натаму и така натаму. Ние бараме парламентарна демократија и општество на слободни луѓе. Бараме една изборна единица како еден од корективите и гарантите на сувереноста на Република Македонија, во чии темел е граѓанинот на Република Македонија, а не партиите на власт. Лидерот на Засторничко здружение Груевски често го слушате како бара таква силна поддршка. Да има мнозинство во парламентот и сега му е уште полесно, бидејќи не е премиер, да владее оценка од дублото на новоизградената зграда на Засторничкото здружение ДПМН. Многу му е полесно да владее од тоа дубло, бидејќи никој за ништо не го прашува. Негова цел е да остане на власт, да продолжи да го ограбува, тероризира и казнува собствениот народ во чие име владее. Ние сакаме обратното. Ние не само што ќе го победиме, него и да избега, а колку знам сака на 12 декември со си неговите братучеви, баджанаци, кумови да бегаат од Македонија, онамо кај што им е капиталот. Им порачувам, каде и да отидат, на Белизе, во Девствените острови, во Молдавија, во Естонија, во Монако, на Алјаска да отидат. Ќе ги вратиме овде. Ќе одговарат пред народот за сите злодела што му ги направиле, али ќе одговарат во една законита постапка, не како тие што правеа со народот. Тоа е четвртата разлика. А петтата разлика е поврзана со нашиот избор на бројот 5. Четворката, кога го потпиша Пржинскиот договор, пред неколку дена направи една неправда. Си ги поделија првите 4 места меѓу себе, сметајќи дека тоа се доминантните 4 партии, парламентарни во Република Македонија, и треба да си ги поделат првите 4 места, а останатите се за останатите. Значи не припаѓаме на тоа. Нас за среќа ни се падна бројот 5. Дали знаете што символизира бројот 5? Од искона, бројот 5 е символ на божествената правда. Токму тоа е тој најде. А нашата вечерашна конвенција е токму на денот на Архангел или на древната Милка, Атена, како сакате наречете. Еден од нејзините најсилни епитети е правдата. Затоа нашата коалиција
за промени и правда и има и божествената поддршка, не само од нашиот народ. Ке успееме и не само да не се плашите, другите се плашат. Дискретно го погледнав. Тој често јавно зборува дека ВМРО сме сите. И Чоревски во театар ми кажа пред некој ден дека ВМРО сме сите. Ама Кекеновски вели ВМРО сме сите, ама во ДПМН остана само фамилијата. Дали за фамилијата патриотизам се само парите? Ако Фроден, Фронтот за демократска Македонија, ако е синоним за ново единство на обновена Македонија, тогаш добронамерните ВМРО-вци, вистинските патриоти за самостојна и суверена Македонија се нашиот вистински и траен сојузник, господинот Јове Кекеновски. Благодарам. Почитувани дами и господа, почитувани пријатели, почитувани граѓани на Република Македонија, добро вечер и од мене и добре дојдовте на вечерашната промоција на нашата програмата на коалицијата за промени и правда. Како што можете да видите, ова е дел од нашата сила. Овие се нашите млади, меѓутоа и повозрастни кадри, кандидати за пратеници на листите на коалицијата за промени и правда, кои што се уверивте дека мощно, умешно, меѓутоа и речито, ни представија дел од нашата програмата на нашата коалиција. Како што лично можевте да се убедите сите, за разлика од останатите кандидатски листи, ние ви нудиме пред се едуцирани, стручни, луѓе успешни во своите животни и професионални кариери, но пред се чести кандидати за пратеници. Значи, ние не ви понудивме кандидати за пратеници кои што, како во минатото, а е дел и од нив сега, на функцијата пратеник гледаат како едно место, како една отскочна даска, каде што токму преку таа функција полесно да си ги завршат своите факултети, односно да си го доусовршат своето образование, како беше онаја, ја не сам знаела дека е така. Исто така, на нашите листи, сигурно дека нема да видите кандидати кои што од позицијата министер, како она Гревче од министерка, која што за време на својот мандат не само магистрираше, туку и докторираше. За жал па таа беше вклучена во сите афери, за да на крај испадне жртва на аферата од незините, жртва на последната афера со прислушувањето, каде што сите слушнавме и видовме дека се прислушувале дури и најблиските членови на собствените семејства, преку 6000 граѓани на Република Македонија. Од оваа голема афера и невидена афера во историјата, би рекол, во светската историја, како и од најголемиот во македонската историја, би рекол македонски барон Мюнхаузен, се згнасивме сите во Република Македонија, и старо и младо. Се згнасија и западноевропските политичари, се згнаси и Ангела Меркел, па токму и поради тоа не го прими токму тој наш македонски најголем барон Мюнхаузен. Благодарам. Им останаа само оние жолти комбиња и странски служби во сечени, и би рекол во оние сечени, лепени, креирани и монтирани материјали, да веруваат само оние кои немаат каде да одат и само оние кои се принудени да веруваат во тоа. Но бидете сигурни дека деновите на лагите, деновите на манипулациите се одброени. Остануваат уште 20 на дена до нивниот крај. Е токму поради тоа и поради поголем број други причини, нужно беше оваа наша коалиција за промени и правда, во која што на едно место успеавме да ја собереме
енергијата и ентузијазмот која што ја носат нашите млади, кои што ги видовте дел од нив, меѓутоа знаењето и искуството на постарите, меѓутоа како и честноста и патриотизмот како заедничка карактеристика и за помладите и за старите, како заедничка карактеристика на сите нас. Што е она што го нуди нашата коалиција, што е многу поразлично од останатите кандидатски листи, од останатите коалиции и политички партии, која не одвојува од другите, токму поради тоа што ние не сме, не сакаме и не можеме да бидеме исти како нив. Значи, пред се нудиме демократска, консолидирана и просперитетна Република Македонија. Јавно ветуваме дека нема да дозволиме никој да го чепне унитарниот карактер на Република Македонија. И навистина ќе се обидеме со сите сили да ги вратиме на вистинските позиции, на вистинскиот колосек, свесно и намерно деформираниот политички систем. Со нас, како коалиција за промени и правда, од која што ќе зависи идната извршна власт во Република Македонија, ќе видите и ќе се убедите сите како секој граѓанин на Република Македонија, без разлика на својата етничка или национална припадност, ќе мора да го почитува уставот, знамето, химната и грбот на Република Македонија. Као коалиција за промени и правда, слушнавте дел, нудиме непартизирани и професионални институции, односно ќе понудиме уставни механизми, меѓутоа и гаранции никогаш повеќе да не ни се повтори оваа авторитарна власт, односно никогаш повеќе да не ни се повтори една партија, еден човек, апсолутна власт. Значи ќе воведиме системски промени, овој двопартизам кој што го трпиме повеќе од 25 години да биде минато. И во таа смисла, можеби слушнавте и досега, ќе понудиме една изборна единица и она што е најбитно, отворени изборни листи каде што вие сте тие како граѓани на Република Македонија кои што ќе го кажат кој е тој кој што најдобро ќе ги представува во Република Македонија. Исто така, ќе ревидираме казнената политика и тоа на почетокот за најмалку 70% и она што е најбитно, ќе ги вратиме украдените народни пари на граѓаните на Република Македонија, каде што секое семејство ќе добие рамноправен дел од тие украдени пари. Токму овие заложби и оваа јасна визија, почитувани присутни, почитувани граѓани на Македонија, не им се допадна ниту на ДПМН, не му се допадна ниту на Социјалдемократскиот сојуз, па за чудо не се допадна и на онаа инстант коалиција од ретуширани политичари, јас би рекол однесени од виорот како оној филм, кои сметаат дека имаат исклучиво право да действуваат како десница. Но не се, тоа е нивна работа и апсолутно ние не се оптеретуваме со тоа, бидејќи ние како десничари во оваа современа, во оваа патриотска коалиција, продолжуваме да действуваме искрено, продолжуваме да действуваме десничарски од причина што нашата филозофија и сваќање за поимот десничар не е човек кој што треба да дојде на функција и од нејзе да замине како среден или богат бизнисмен со стотици милиона евра украдени пари од граѓаните на Република Македонија. Ние нема тоа да го дозволиме, нашите кандидати за пратеници сигурно нема да бидат, говорам за десничарите, нема да бидат вакви десничари, а тие нека продолжат да бидат десничари. Ние имаме други принципи, имаме други вредности кои што не кореспондираат со нивните и напротив ќе си ги промовираме онака како што треба најдоследно. Ако се сеќавате на конвенцијата пред една недела, јавно побарав од политичките партии, од лидерите на политичките партии, на листите да нема личности кои што се обвинети и осомничени за сериозни кривични дела, кои што се обвинети за сторени зла кон Република Македонија, чии што кривични дела се наоѓаат во предистражна, односно истражна постапка, меѓутоа исто така побаравме и да нема аболирани личности. За жал, тие тоа не го послушаа. Напротив се обидоа со сите сили да вметнат што е можно повеќе такви кандидати. Меѓутоа ги извисија најголемиот дел под притисок на јавноста, меѓутоа еден дел од нив сепак најде место на овие листи, сметајќи дека имунитетот кој што, ако евентуално бидат избрани,
избрани за пратеници, сигурно дека ќе ги спаси во догледно време. Меѓутоа, бидете сигурни, граѓаните на Република Македонија тоа мощне добро го знаат и затоа ќе ги казнат на следните избори. Во име на коалицијата за промени и правда, јас би сакал да пред да дојдете на гласачкото ливче, на сите во мое лично име, во име на коалицијата за промени, на сите овие луѓе да им го покажеме црвениот картон. Овој црвен картон е црвен картон за нечесна политика. Црвен картон за криминалот и корупцијата, за неправдата и стореното зло. Овој картон, црвен картон е за безочните лаги и измами со гигантски димензии и размери. И затоа на крајот, да живее Република Македонија, демократска, просперитетна Република Македонија и бројот 5 за успех и победа на коалицијата за промени и правда. Ако реши ове да замине од политика, ќе ми го земе левот. Лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов повеќе од 2 години предупредуваше на кризата на демократски вредности, на корозијата и криминалот како систем на владење со судбините на луѓето. Укажуваше дека во Македонија функционира парадржава како спрега на криминалот и политичкото подземје. Историјата, велат, се повторува како фарса и тогаш обично се случува голема трагедија. Пред 2 децении Павле Трајанов се обидоа да го замолчат, зашто предупреди на првите симптоми на организираниот криминал. Исто така и оваа власт не можеше да ги издржи неговите критики, дека во Македонија мафијата си направи своја држава. Проектот Декри, идејата за декриминализација на клеветата како силен столб за слободата на изразување, беа иницијални каписли и се програмски приоритети на Демократскиот сојуз и коалицијата за промени и правда, предводена токму од Павле Трајанов. Само да ви порачам дека на 11 декември ќе се одлучува да се биде или не. Затоа сите ве повикувам да гласате за коалицијата за промена и правда. Со едноставна работа треба да направите, да го заокружите број 5, за да донесеме победа на демократијата во Република Македонија. Сакам да ве поздравам сите присутни и да објавам од ова место, од хотелот Континентал, дека оваа коалиција е коалиција која што ќе води државата во наредните 4 години. Режимот ќе падне затоа што народот не се плаши. Каде и да сме, граѓаните без страв ни порачуваат: не се плашиме, ќе гласаме за вас. Ги охрабрувам да не подржат, да гласат за кандидатите за пратеници од коалицијата за промени и правда. Да гласат за стабилност. Тоа е клучниот збор, тоа е клучната потреба на Република Македонија. Стабилност. Да гласат за кандидатите пратеници за коалицијата за промени и правда. Петката е одличен број. Веќе слушнаме што значи таа и во контекстот на другите сваќања за петката. Ние како политичка партија, како коалиција, имаме програма за излез од кризата. Имаме тим со големо искуство, разумни и честни луѓе кои се потврдени борци за правда и за слобода. Ова се луѓето меѓу кои
се и тие што 90-тите години ги удрија темелите на ова наша Македонија. Тогаш ја испратиме JNA без зрно барут. Тогаш ги преземавме границите само за една ноќ. Остваривме ефективна власт на целата територија на Република Македонија. Тоа беа дела, а не некакви пресконференции на некои политичари. Почитувани, пред 2 години најавивме дека мора да има одговорност за раководството на ВМРО ДПМН предводено од Никола Груевски. Ова раководство државата ја урнисна и го ограби народот, а најмладите, најспособните хремот на оваа држава ги присили, ги принуди да заминат во странство. Тоа околу одговорноста во Република Македонија ќе се случи. Тие сега се надеваат дека со избори ќе го покријат криминалот, корупцијата, се она што го направија. Јас им порачувам дека тоа нема да се случи. На овие избори ВМРО ДПМН ќе биде најголемиот губитник, народот ќе ги порази и режимот ќе падне. Им порачувам дека само за една година ќе се справиме со оваа политичка мафија која што е на власт. Почитувани граѓани, слушаме многу ветувања. Наместо оние манипулации за некакви 5%, наводно воредно згалемување на пензиите, кое во суштина е усогласување со растот на платите, ние ќе обезбедиме најмалку 200 евра пензија за секој пензионер во Република Македонија. Но сигурно дека да е тоа клучно. Ќе определиме 2% од буџетот за вработување на младите кадри, за да не ја чекат пензијата на своите дедовци и баби или своите родители. Ние сакаме да обезбедиме услови и тоа ќе го направиме младите овде во Македонија да можат да создават, да творат, да живеат од тоа што самите ќе го сработат. Имаме програма за отварање на мали фирми во кои ќе бидат вработени над 90.000 млади и способни кадри. Ќе ги повикаме најспособните наши кадри од Македонија, кои што заминаа во странство, менаџерите, да се вратат овде и овде во Република Македонија да создават услови за нови бизниси. Од буџетот веќе слушнаме ќе издвоиме над 800 милиони евра за развој. Ќе овозможиме исти услови, исти бизнис услови и за домашните и за странските компании кои ќе инвестираат и ќе отварат нови работни места. Направивме анализа која покажува дека има потенцијал во Република Македонија најниската плата да биде 300 евра, за да се зголеми и продуктивноста, но и да се создадат услови за нормален живот. Тоа ќе ги раздвижи и ќе ги замисли странските компании да го ценат трудот на работниците во нивните фабрики, каде што платите изнесуваат едва и 150 евра, а придонесите на вработените во овие странски компании ги плаќаме сите ние и вклучително оние работници од текстилната индустрија кои што добиваат плата едва и 100 евра. Сакаме тоа да го промениме и сакаме во тие фирми да имат најмалку како 1/3 колку што е платата во нивните компании во нивните матични држави. Тоа мораме да го направиме, затоа што ова не е држава каде што странците ќе ги експлоатираат нашите работници, нашата работничка класа. Вечерва објавуваме војна против корупцијата и криминалот. Ако тоа го направиме, ако добиеме подршка од граѓаните, јас сум сигурен дека не 300, не 500, не 100 милиона евра, ќе има милиарда евра буџетски средства за развој и за напредок на Република Македонија. Криминалците од власта морат украдените пари да ги вратат назад и ќе донесеме закон со кој што 10 години не може да бидат функционери, најмалку 10 години. Тоа е мерка која што гарантира дека нема да ни се рециклираат криминалците повторно и да барат повторно подршка од народот за да дојдат повторно на власт. Тоа е присутно сега, оние кои што се
представува дека се богати колку едни просечни бизнисмени, сега повторно сакат да се вратат на власт, што мислам дека е крајно неодговорно да се вклучувате во политика, а зад себе да имате бројни криминали и корупцијски скандали. Криминалците од власта, кои што се шетаа низ целиот свет, предводени, не знам, од некакви род шоуа, предводени од Никола Груевски, сакам да ја порачам дека тие шетаа на трошок на државата. Им порачувам дека, ако и натаму имат желба да грабат, да го крадат народот, ако и натаму сакат да профитираат, ако и натаму се алчни, јас вечерва им порачувам дека сме подготвени да отвориме бизнис центар во Идризово и сите тие во наредните 20 години тамо да печелат и да бидат пример за сите граѓани, за сите носители на функции, дека ако крадат, ако го грабат сосениот народ, тамо ќе завршат. Почитувани граѓани, имаме партизирано, исполитизирано и корумпирано судство. И затоа ќе има овде царски рез. Сите тие што судеа во монтирани процеси и ги полнеа джебовите, делејќи неправда, ќе се заминат. До правда во Република Македонија тешко се доаѓа. Тешко доаѓа до правда обичните граѓани. Само за да остварат одредено право пред суд, им се потребни околу 10.000 евра. Тоа ќе го промениме, за тоа имаме можност, ќе донесеме закон со кој што граѓаните за да остварат свое право пред суд ќе плаќат само такса од 100 денари. Тоа е решение кое што ќе биде во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Државниот врв ги блокираше евроинтеграцијските процеси и Македонија е во застој. Не заради тоа што нема решение како да се движи државата напред, затоа што на оваа власт не им одговараат европските стандарди. Ветуваме дека како коалиција, ако добиеме поддршка од народот, без да го менуваме нашето уставно име, Македонија ќе ја внесеме и во НАТО и во Европската унија. Тоа е нашен врвен приоритет. Тоа се наши стратешки цели и тоа ќе го направиме. Не треба ништо друго да направиме, само треба да имаме желба, бидејќи оваа евроинтеграцијска агенда беше блокирана токму од владеачките партии. Ова вечер сакам на крајот да порачам дека ние овде сме собрани за да ги менуваме работите. Граѓаните сакаат промени во Република Македонија. Каде и да одиме, тоа го чувствуваме. Затоа порачувам уште еднаш на крајот на оваа вечерашна наша конвенција. Режимот ќе падне, немој да се плашите, не се плашиме, гласајте за коалицијата за промена и правда, гласајте за број 5. Да сте живи и здрави сите, да живее Европска Македонија.